Почитувани граѓани, неморалот на Кочовска не е само во навредите и дискриминациите кон жените, туку и во здисаното трошење на народните пари. Денеска ќе објавиме сметки и фактури од времето кога Кочовска била директор за финансии во Елем, а Мицковски директор на истата државна компанија. Јавноста ќе види како со народни пари се плаќале гозби по кафани и ресторани со потписи на Кочовска и Мицковски. Одиме поред. Ова е фискална сметка од ресторан во Белград, соседна Србија, вредна околу 100 евра, подпишана од Кочовска и Мицковски. Што се јадело и пиело на сметката на народот? Вака, Джони Вокер Блек, дуњовача, поховани јагнешки шницли, купу салата, кебапи, крвав бифтек, чоколадно суфле, кремпита и некое пиење као да си анđел. Подпишани од Мицковски во кафана во Белград. Понатаму, ова е фактура за кетеринг услуги 110.000 денари во еден ресторан во Скопје. Исто така подпишани од Кочовска и Мицковски. Почитувани граѓани, еве уште една фактура, 38.000 денари од еден ресторан во Борвеница, подпис Кочовска и Мицковски. Една минимална плата, едно седнување, 21.270 денари во истиот ресторан. Истата Кочовска, која заедно со Мицковски не дава да се покачи минималната плата, им кажуваат на граѓаните и работниците каков грашок да јадат, дали треба цреши и грозија да си купат. Гозби, ручеци, кетеринзи. Како да не знаеле да сопрат од кафани и ресторани. Продолжуваме понатаму. Нова фактура. 10.500 денари на Елем, сектор финансии, од познат ресторан во Скопје. Уште една фактура, 8.500 денари, ресторан во Борвеница. Па уште една фактура, 9.200 денари, сите во време кога со Елем управува Мицковски, а Кочовска е директор на финансии во истата фирма. Почитувани граѓани, ова е расипничко трошење на парите на граѓаните и јаздисано однесување. Лажните домаќини и моралисти парите на народот за покафани и ресторани ги фрлале. Не им било гајле, ниту колку пари ќе потрошат. Ако како први луѓе на Елем вака здисувале, можеме само да претпоставиме што се случува сега. А верувајте дека времето ќе покаже. Па од тука, Кочовска нема морал ниту совест. Кочовска не може да кажува на работниците дека нема пари за минимална плата, што може, а што не може да јадат. Единствено во оваа држава, што не може Кочовска да го води министерството и треба веднаш да биде разрешена. Благодарам.